Сега го замолвам, значи, професорот доктор Владимир Трајковски, вториот дел од неговата година. Благодарам, колешке, Калба Сапостолова. Очекувам малко по-добра пауза, но добро. Благодарам за господјата која што на мощне, ефективен начин фати доста проекти, но јас сега нема да го анализирам тоа. Многу ми е драго што заменик градоначалникот будно слуша, останува до крај. Ретко е да, освен морам да го пофалам поранешниот градоначалник на Штип, господин Пилчо Захариев, каде што пред 10 години исто држев една трибина и остана до крај. Еве сега и вас ве пофалувам и ви се заблагодарувам што обично политичарите ќе дојде, ќе поздрави и си оди. Вие седите, будно слушате и се надевам дека во општината понатаму нешто ќе реализирате. Затоа ќе правиме трибина, не за да покажам сега колку знаам тука, него за да малку да направиме нешто. И една од поентите, иако тоа не е на локално ниво, на државно ниво и дека веројатно ќе треба, ја тоа го кажав и во една изјава на телевизија, дека ќе треба новата влада да тие државни центри каде што родителите би биле ослободени од тие плаќања, бидејќи според некои мои студии укажува дека многу од родителите се со низок социоекономски статус во Македонија. Може да платат биомедицински третман за кој се ризикува. Океј, ќе ми дозволите сега, јас се извинувам ако сме ви издудени, но така се договоривме со колешката, барем 2 часа. Ја во тие 2 часа не можам да го пренесам целото знање, не можам да ви кажам се, но се надевам дека базичните основи ќе ви ги дадам за сите делови. Почнувајќи видовте од историјата, етиологија, клиничка слика, карактеристики, диагностика, диференцијална диагностика и сега преминувам на третман. Најмногу ќе се задржам на АБА, но сега ќе ги поминам сите методи кои што се користат, некои и сум изоставил намерно, но најчестите кои што се користат на запад. Бихевиорална терапија, односно терапија да го модифицираме однесувањето на детето, едукација најчесто преку ТИЧ програмата, бихевиоралната е преку АБА, вежбање на социјални вештини. Ние како Македонско научно здружение имавме еден проект со колеги од Србија и на нашата страна може да симнете бесплатно приличник во ПДФ за учење на социјални вештини, особено за наставниците што се тука и за дефектолозите, за учење на социјални вештини на деца во училишна возраст, логопедска терапија, која логопедите ја спроведуваат, физикална терапија, физиотерапевтите, окупацијна терапија, доста битна, за жал во Македонија немаме многу окупацијни терапевти, бидејќи нема таков факултет. Психосоцијална подршка на родителите, мощна значајна од страна на психолозите, да се даде музикотерапија, често пат ја препорачувам, музикотерапијата, терапија со држење или холдинг, дневна животна терапија, понатаму Sunrise програмата, ова е малце по-комерцијална програма, доста чини, обично име предам ова по-детално на постдипломците мои. PECS методот или Picture Exchange Communication System, особено за тие што се невербални, околу реков околу 40%. PECS е одлична метода и неодамна со Гопа Пейс, една невладина организација, и јас каде што сум као надворешен соработник, едуциравме 30 на помлади колешки и колеги од ресурсните центри од цела Македонија за оваа PECS метода. Сензорна интеграција, аудитивен интегративен тренинг, порано почесто се употребуваше хипербарична кислородна терапија, некои родители кажува дека е подобра, некои не е evidence-based medicine, но овде мора да се внимава многу да детето ако има епилептични напади, апсолутно е контраиндицирано да го ставите долу на 3,5 атмосфери, може да добие епинапад во текот на ова и да почине. Така што многу треба да се внимава со хипербаричната. Медикаментозен третман, родителите често даваат отпор, но кај некои деца мора да примените вие медикаментозна терапија. Имунолошка терапија, се извинувам, имунолошка терапија кај оние што се со слаб имунитет, а и ги има доста од нив со слаб, мелатонинот кај деца со нарушен сон, се дава терапија со диета кога ќе се утврди дека има антитела кон глутен, казеин алфа, лакглобулин алфа,
понатаму другите глиадини и така натаму антитела кон глиадините, едноставно се изфрлат тие работи на кои што детето е пречувствително и најчесто родителите прават грешка што очекуваат таа алергија да се јави како изфрлање или на кожата или не знам некои други драстични симптоми. Не, многу поретко. Тој повеќе се јавува како една општа пречувствителност најчесто кон казеин и глутен. И со едно изфрлање на казеинот од млекото, значи сите млечни производи што содржат казеин, детето во некои делови ја подобрува клиничката слика, но не може да се излечи сега. Хелација, онаму кој што ќе утврдиме тешки метали, со хелаторни средства и секако биомедицинскиот третман, кој што јас го поведувам најмногу. Американската академија на педиатрија во 2015 дава одредени препораки за деца под 3 години, како совет, значи, задолжително да се почне што порано раната интервенција. Основа е, некој ќе ми дојдете и детево има 3 години, 4, па ми рекоа да не почне со логопед. Како да не почне? Треба што поскоро. Па до 7 години, ако детето не развие говор, нема шанси после тоа да ги развие говор. Тоа е докажано сам. Не дека јас така би велам, него тоа е со научни студии докажано. Најмногу што може да му даеме шанси до 7 години. После, на 10 години, 11, ја не сум видел дете што не зборува 11 години, 11-та година да позборува. Активно вклучување на семејството и негователите, ова за запад може повише, нас негователи после го има, но семејството мора барем едниот, како што каже господјата Павловска-Златановска, едниот оди жртва, секојаш е со детето, а другиот пак мора да работи и да придонесува и да ги плаќа скапите третмани. Комбинација секогаш на развојни бихевиорални пристапи со плюс биомедицинскиот третман би го додал тука. Јас, иако ова е од Американската академија, обратете се за специфични доцнења во социјална комуникација и поврзаните развојни проблеми. Секогаш кај развоен педијатар или детски психијатар или некој доктор од семејна општа медицина кој што е едуциран од оваа област и размислете за сите медицински нарушувања кои што можат да влијаат во однесувањето на и одговорот на дадената интервенција. Кој се треба да учествува во третманот на аутистичниот спектар, па ги гледате сите се овие развојни предмети ги снапомав јас, детски психијатар, педијатар, психолог, логопед, дефектолог, најчесто социјален работник и родителите не се ставени долу дека се најмалку важни, него едноставно сите тие можат да дадат една грижа и да очекуваме ефективен напредок во третманот. Но уште еднаш ќе кажам, не го користиме терминот лечење и излекување, туку третман. Сега ќе кажам збор 2, сигурно ќе ви интересира за сензорната интеграција. Таа е дизајнирана да изгради филтрирање на одредени, ако постои, например, хиперакузија, да се направи филтрирање, да се намали тоа пречувствителност на силни звуци, десензибилизација исто така да се балансира возбудата и анксиозноста која што постои кај некои деца или пак претераната инхибиција, миелинската изолација на аксонот така што стимулот се движи поефикасно и попрецизно при таа сензорна интеграција воспоставуваме и она што е проблематично, процесот на кастрење или прунација, прунинг на англиски, е доста неисправен кај некои од децата со аутистичен спектар. Заради тоа, овие деца тешко се прилагодуваат на светот околу нив, заради таа прунација која што не е исправна. Сега, целосна инклузија, ова за дефектолозите би било интересно. Овие две колони, едната кои се предностите на целосната инклузија, на другата страна кои се недостатоците. Малку моделот на владата, сега да не исправам нека критикувам, но тоталната инклузија одеднаш во земја која што ви е сиромашна, тоа е Македонија, не може да ви роди со плод. Тотална инклузија, тоа се направи пред неколку години, тоа требаше да иде постепено, чекор по чекор, и се нема да заварам, бидејќи и не сум ни дефектолог до толку да ви говорам за значење на инклузија и така натаму, но само ќе ги кажам предностите. Образованието во редовно училиште е во најмалку рестриктивна средина, за разлика од посебните училишта,
изложеност на стимулирачки модели кои што се невротипичните деца е одлична, комуникација и социализација дава одреден плод во третманот и исто така ги едуцира наставниците и врсниците за дека постојат и малку поинакви деца кои што се со посебни образовни потреби и ја раѓа нивната емпатија и прифаќање, оно што го кажав на самиот почеток. Че ние мораме сега како општество да работиме на акцептанс, тоа е и светска филозофија, и на Аутизам Европа, ако сакате, и на САД, главните движења, Аутизам Спикс, кои што се као think tankoви во Америка, прифаќањето е сега најбитно во нашите денешни општества. Веќе сме четвртина векот, 21 век помина. Значи не можеме веќе да ги игнорираме. А недостатоци кои се целосна инклузија може да го компрометира напредокот на образованието на самото дете, бидејќи не е подготвен системот, особено во Македонија. Барање на редовната ученица може да бидат преголеми за детето со аутистичен спектар и тоа да му прави дополнителна вознемиреност, бидејќи не може да ги исполни очекувањата од родителите или очекувањата од редовните наставници. И тоа придонесува кон една слаба самодоверба на детето, затоа е недостаток целосната инклузија, и ако очекувањата ги надминуваат можностите на детето, тогаш резултатот најдобар би бил да се прави инструкција 1 на 1, односно еден наставник, едно дете, што исто така потешко изводило во Македонија. На запад, во Америка особено, тоа се прави. Однесувањето и комуникацијата најчесто ги подобруваме со ТААБА или применета анализа на однесување. ТИЧ методот, тоа е едукативна метода со која што децата ги подготвуваме да го разберат надворешниот свет. ПЕКС, тоа е преку размена слики или пиктограми, нешто ви кажав. Picture Exchange Communication System, значи таа кратенка, особено кај невербалните деца, отлични резултати дава. Социјалните приказни или social stories, тоа е многу добра метода, се користи тука со видео, прикази и така натаму. Буквално вештачки децата учат одредени ситуации како да се однесуваат во одредена средина, например како да платат, како да чекаат ред, бидејќи тие се нестрпливи. Во маркета, ако има 5-6 луѓе пред нив, тие сакаат да видат први, но мора преку овие социјални приказни да им се каже дека редот постои, дека тие мора да го почитуваат ред. Исто така, сензорната интеграција помага во подобрување на однесувањето и комуникацијата. Сега пак се враќаме на наставниците. Значи, денешното предавање е наменето повеќе слојно, не само на доктори, да речеме, по медицина, туку и на наставници, дефектолози, ако може да видите и психолози ако има присутни. Сега повторно се враќам на дефектолози и наставници, како би одела едукацијата на учениците во образовниот систем. Секогаш треба да го имаме бројот на наставници и бројот на ученици. Еден наставник со 30 ученици, како што имаме во Македонија, и ако тие 31 со аутизам, тоа е хаос. И ако нема образовен систем, па ништо не може тоа. Тогаш џабе ви инклузија. Тоа дете вие го убивате, буквално, го оставате да пропадне, да развие психоза, може да ги развие. Ако видите тој еден наставник, не може на 29 невротипични да мисли и уште на ова дете со аутизам кој што има посебни потреби. Значи, треба да се внимава на стигматизацијата во образованието, кое што за жал во Македонија, како емоционално би кажала покојниот професор Чепоганов, одлично го говореше, ние не сме доволно емоционално зрело општество, тоа мораме да си го признаеме. Така што стигмата произлегува од емоционално недоволно изградени личности, родители, а автоматски на тој и нивните деца не се доволно емотивно зрели за возраст. И се исмеваат, го шиканираат, го стигматизираат и детето ги влегува покрај аутизам, добива и секундарна психотична состојба. Во тој случај, детето би требало да оди во посебно основно училиште, иако денеска гледате дека тие веќе не постојат, станаа ресурсни центри, но треба да му се дадат максимални услови да се дружи со невротипични деца. Овој вид на интеграција има позитивни ефекти за невротипичните деца, бидејќи, како што кажав, им ја развива свеста
за разбирањето и за посебните потреби на децата кои што имаат аутизам. Сега би сакал да го освртам вашето внимание на ТИЧ програмата. Таа се базира на одредени теоретски основи и овозможува одредување на ниво на индивидуален развој, каде што се тргнува со основањето на програмата. Таа датира некаде од Северна Каролина во САД. Доктор Ерик Шоплер, професорот кој што е покоен, за жал, имав среќа во Барселона да го запознам, тој е еден од основачите на ова ТИЧ програма. На вистина овозможува одредени услуги. Ние сме имале одредени едукации како здружение, но на метод кој што се нарекува ТИЧ-лайк, нешто налик на ТИЧ, од луѓе кои што ја немале лиценцата на ТИЧ, многу разбирале ТИЧ, па ја пренале на некои наши помлади колеги. Ова ТИЧ обезбедува услуги за диагностика, не само третман, евалуација на детето, консултации за сите лица во САД, но, како што кажа, брзо, после 60-тите, 70-тите години е пренесена во многу држави од Европа. Резултатите се евалуирани со студии и можам да признам дека ТИЧ представува една од evidence-based медицин методите. Таа програма ги комбинира и третманот и диагностичките постапки. Сега повторна на инклузија. Јасно е дека според сите права на Обединетите нации, децата го имаат основно право на соодветно образование. Тие се инклудираат во големен број, особено од 2005-та наваму, и дури во САД предходно немала толку силна инклузија, но од 2005-та наваму година веќе зголемен е бројот на инклузијата. Застапниците на целосната инклузија најмногу се фаќаат за она дека училницата во редовното училиште е најмалку рестриктивната средина и тоа дури го имаат ставено во тој нивен идеја акт од 97 година. Учениците добиваат подобра или не полоша едукација и тоа е докажано со одредени когнитивни тестови во редовната училница кон крајот на 90-тите години. Авторите ги имате тука. Инклузивното образование секако дека зголемува социјална интеграција на децата, има возможува да имаат реципрочни врски со учениците, го подобрува нивниот социјо-емоционален и секако дури и когнитивен развој. Понатаму, присуството на типично развиени деца било значително поврзано со намалување на она типично предизвикувачко или challenging behavior, предизвикувачко однесување на децата со аутизам во училницата. Учениците со аутизам секако дека имаат потреба од различни интервенции во самата училница, инклузивна училница, и тоа не се само образовни интервенции кои што ќе им ги даде наставникот или дефектологот, тоа се и социјални интервенции, и кажав, учење на социјални вештини, комуникативни интервенции, со помош на разни комуникативни методи, и секако бихевиоралните интервенции, или како еден од представниците АБА, за кој што сега ќе говорам. Најдобро е да имате работа еден на еден, што во Македонија е тешко изводливо, и типично креирани индивидуални образовни програми, или скратените ИОП. Инклузијата, без да имате предходна подготовка на училиштето, училиште без специјален едукатор и рехабилитатор, вие осудена на тотален неуспех. Понатаму, што би требало да направат наставниците за да поправат состојбата на децата со аутизам? Во една училница треба секогаш да обезбедат една структура и одредена рутина, точно да биде убаво да биде средена училницата, според одредени правила, бидејќи децата со аутизам сакаат секогаш нештото да биде, например, глобусот да биде во левиот агол до таблата и секогаш да стои на тоа место по географија. Исто така, ако се фарба училницата, например, во лето, кога ќе почнеш училишната година на 1 септември, тие претходно, треба да бидат подготвени дека цидовите се офарбани во друга боја. Кога наставникот предава и зборува со детето со аутизам, треба да користи конкретен и директивен говор.
Значи, секогаш со кратки реченици. Никако абстрактен говор, никако долги реченици, не со многу сврзници и така натаму. Јазикот што е можно, наставникот треба да го направи повизуелен, со визуелни техники, со слики и така натаму. Треба исто така да се обезбеди на децата поголема изборност во наставата. И во предмети одредени, а и во рамките на одреден предмет, на методски содржини. Исто така, наставниците предходно треба да го подготват ученикот за промена во рутината и окружувањето, да избегнуваат преголеми стимулации на звуци кои што доаѓаат од околината, разложување на инструкции на мали чекори и така натаму, значи кога се дава степ бај степ, чекор по чекор, не одеднаш да му се даде одредена наредба или инструкција на детето. И да се обезбедат повеќе можности за отстранување доколку детето има репетитивни движења, да му се обезбедат можности да ги отстрани истите. Сега, зошто користиме бихевиорален и биомедицински третман? Бидејќи многу од децата, како што кажав на почетокот, страдаат од коморбидни медицински состојби. Затоа треба секогаш да се диагностицира детето што има. За секое однесување неприлагодено и предизвикувачко, детето тоа не го прави од инат или од кеф, туку го прави затоа што има некаква медицински проблем има. Значи има нешто што го мачи. Дали е тоа од цревата, дали е тоа некоја главоболка, дали е забоболка, сето тоа, значи неприлагодено пискање, врискање, мора нешто во позадината, тоа е како сантата мраз, однесувањето ви е само врвот на сантата мраз. Долу, под водата, ви е се она што е медицинско. Значи се она што има проблеми во гастроинтестинален, во имунолошки систем, во ендокрин систем, исто така може да има проблеми и така натаму. Секогаш биомедицинскиот третман е база за понатаму да спроведувате бихевиорален третман. Синергистичките ефекти од третманот на однесување или бихевиорален третман и биомедицинските интервенции обично резултираат со подобрување на училишните резултати, односно добиваме успех во третманот. Коморбидните биомедицински состојби можат да водат до неуспех или да го забават третманот, и тоа е често пати може да биде така, особено ако не се препознаени. Не постои единствен третман што може да функционира кај секое дете е посебно, ова особено важи кај аутистичниот спектар, и еден третман што функционира кај едно дете може воопшто да не функционира кај друго дете со аутизам. И затоа родителите не треба да копираат еден од друг, да чујат затоа што еден третман што функционира кај нивното дете, може кај ова во другото семејство да нема баш никаков ефект. И најчесто во аутизмологијата одиме со проба, па имате успех или неуспех, или останува исто. Бидете свесни исто така наставниците, тоа треба родителите во соработка со нив да ги кажат, ако има промена на лекови, некакви додатоци во исхраната, дали детето ќе биде поспано, затоа што од некои лекови може во текот на наставата да биде поспано или други некои ефекти да појавува. Ако сега да видиме зошто бихевиоралните и биомедицинските одат заедно терапии или интервенции. Ако детето страда од алергии, например, на казен, глутен и така натаму, концентрацијата и вниманието, фокусот на внимание на часот може да бидат засегнати. Значи, најобични алергии влијаат на фокусот и концентрација во текот на часот. Ако детето страда од гастроинтестинален дистрес, може да има обстипација, диареја, може да има грчеви во стомакот, а често има надуеност на абдоменот, тоа доста го мачи, не знае да каже, и болката може да доведе до самоповредување на детето. Ако имаат имунолошки нарушувања, тоа ќе го зголемува бројот на инфекции, воспаленија, тоа исто така влијае на бројот на отсуства од часови, а исто така доколку дојде на час со одредено воспаление, тоа секако дека му го одвлекува вниманието и концентрацијата за време на часот. Затоа треба се тоа да се лекува.
Ако биохемиските патишта се компрометирани, а често се тие патеки компрометирани, невротрансмисијата на невротрансмитерите може да биде помалку или повеќе стимулирана. Ако детето страда од дигестивни проблеми, неправилно разградената храна, тие дипептиди, сега да не ви ја раскажам целата теорија на Карл Райнхард, професорот од Осло, кој што исто така почина, теоријата на недоволно разградени пептиди, на ендогената опиоидна теорија, кој што казва морфини, глутеоморфини ја преминуваат ентералната бариера, одат преку крвотокот до мозокот и таму прават проблеми. Секако ќе доведат до нарушено однесување. Иако детето има исто така проблеми со детоксикација, често има со хепарот како главен детоксификацијски орган, тогаш се создаваат голем број на ендогени отрови, имаме зголемен оксидативен стрес или согорување на клетките, кажано најпросто народски, и сето тоа исто така ќе влие врз вниманието на детето за текот на часот. Што би било тоа биомедицински третман? Неколку пати го повторив. Тоа се дефинира како давање на одреден агенс или терапевтик, што директно влие на подобрување на внатрешната телесна средина или милие НТВ на децата со аутистичен спектар. Што вклучува овој биомедицински третман? Диета вклучува, посебен начин на нутриција и секако често пати вклучува и одредени биомедицински лекови. Биомедицинскиот третман сам по себе ја исклучува АБА, тоа не е АБА, ја исклучува логопедската терапија, ја исклучува окупацијната терапија, понатаму го исклучува аудитивниот интеграцијски, тоа ништо не е биомедицински, и неурофидбекот, кој што е доста популарен во последно време, не е биомедицински третман. Биомедицинскиот третман и тоа како може да подобри клиничката слика, но не сам за себе, туку секогаш во корелација со другите видови на третмани. Не само тоа. Често пати децата имаат алергија заради генетската предиспозиција, заради автоимуните заболувања, кои што ги спомнав, и заради оптеретеноста во семејната историја. Често јас кога ги прегледам децата, наоѓам доста во семејната историја вакви автоимуни нарушувања. Ослабениот имун систем на детето ќе води до чести инфекции, земање на антибиотици уште во првата година, а земањето на антибиотици ја уништува нормалната биофлора во цревата, нормалниот микробиом, и тогаш имате дополнително развивање на leaky gut или синдром на пропустливи црева, што дополнително ја отежнува клиничката слика. Воспалението на цревата може да биде и од други причини, патогени, вируси одредени, Candida albicans може да доведе до нарушување на патогената Candida albicans, да доведе до воспаление на црева и до нарушување до дисбиоза, би кажал, нарушен нутритивен статус, исто така, и невозможност да се акумулира, да се екскретира веќе акумулираните тешки метали, кои што најчесто ги сеќаваме во косата, преку 95% би кажал, децата со аутистичен спектар во Македонија имаат жива, имаат олово, имаат кадмиум покачени во нивната коса. Што опфаќа биомедицинскиот третман? Се разбира диета, нутритивна терапија, третмани на патогените во цревата, да ги елиминираме. Ако утврдиме Candida albicans, таа мораме да одма да уништиме со нистатини или со други антикандидиазни лекови и со давање на пробиотици и пребиотици. Стратегии на метилација се чести зашто е утврдено дека е нарушена метилацијата и за тоа се даваат витамин B12, например. Детоксикација и хелација во Македонија тоа не се користи, но во Америка, например, често пати се применува хелација со ДМСА, димеркаптосукцинилна киселина, која што знае да бидече железото или оловото во вишок, да ги екскретира децата со преку урината, тоа што е во вишок, жива или олово. Понатаму одиме кон техники на засилување на имунитетот. Јас најчесто одам со давање на цинк, витамин С во повисоки дози,
антивирусна терапија, онаму каде што се утврди, например, одредено вирусно нарушување, веднаш да се действува со антивирусна терапија и, кажав, во биомедицински третман спаѓа и хипербаричната кислородна терапија, која што нема некои силни evidence-based докази. Но, кај некои родители има анекдотални укажувања дека довела до подобрување на клиничката слика. Сега за рана интервенција би кажал нешто. Значи, таа интервенција рана е семејно ориентирана кон семејството, не само кон детето со аутизам. Таа е сеопфатна, треба да биде координирана, развојно соодветна и да биде обезбедена во природна средина, најчесто во домот кај што живее детето. Кои се целите на раната интервенција? Да им се помага на децата и лицата со аутистичен спектар да, кога ќе наполнат 18 години, станат што понезависни. Исто така една од постулатите во западната, би рекол, медицина и аутизмологија, често пати го користам тој термин, е да independence. Значи да го направите лицето независно. Тоа е целта, не да го излечите. Затоа што ви кажав, тешко до сега не сум бил некој да излечил, но да го направите што по-независно кога ќе напри 18 години, да има своја работа, да има некаква струка завршена со средното училиште и да може да биде конкурентно на пазарот на трудот. Ова рана интервенција ги олеснува психолошките и финансиските притисоци што ги имаат семејствата. Интервенцијата е секако подобра ако е понудена во првата или втората година, па најкасно во третата година од животот, отколку понатаму вие рана интервенција на 6 години не можете да спорите. Тоа не е рана интервенција, тоа само нешто пробувате да направите, но тоа не е рана интервенција. И се разбира дека што подоцна почнете со третманот, полоши ви се резултатите. Зборам и за професионалци и за родители. Има јасна потреба за еволуација на раните интервенции во однос на влијанието врз проблемите кои што се поврзани со аутистичниот спектар на нарушување. И сега главен представник се разбира на таа бихевиорална рана интервенција е АБА методата, Applied Behavioral Analysis, која што се заснова на процесите на поттикнување прво, второ на обликување на однесувањето и трето на засилување на доброто однесување, а пренапреднување на лошото однесување. Секако дека употребена е кај деца со аутизам, но не е исклучително само за нив, туку може да се применува и кај деца со други развојни нарушувања. Целта е да го намалиме несоодветното однесување предизвикувачко, а да го зголемиме позитивното социјално однесување. Секако дека ова метода се стреми да ги пренапрегне, да ги надмине сите оние лоши бихевиорални карактеристики кои што ги имаат некои од децата со аутистичен спектар. Кои се компонентите на АБА? Ова се подрушување со дискриминативни налози, discrete trial training, обликување, веќе ви кажав, понатаму исчезнување на неприлагоденото однесување, засилување на позитивното однесување и поттикнување или reinforcement и врзувањето како една од компонентите. Понатаму, што значи примената? Тоа се социјално значајни, непосредно важни за индивидуата или за општеството во една природна средина, а тоа е домот. Бихевиорална, тоа значи дека е социјално валидна методата, да биде забележителна и да има можност да биде мерени, да бидат мерливи резултатите. И аналитичка, да дава убедливи, репродуцибилни, концептуално разумни демонстрации за како да се постигнат специфични промени за однесувањето. Токму тоа, во многу студии, АБА методата е репродуцибилна. Значи имате позитивни наводи во САД, во Англија, во Јапонија и така натаму. Користни докажани стандарди на интервенција кои биле експериментално демонстрирани. Значи не е само теорија, одлуки донесени врз основа на податоци за да се постигне одреден прогрес на детето. Кои се клучните компоненти? Кажат да се започне што порано во животот на детето, да има голем број на часови неделно, идеално е 40 часа, иако е тешко тоа справедливо. Долго трае, најмалку 3 години треба да трае.
многу често зазема во домот на детето, но и во посебни центри, нели? И најдобро е еден терапевт, едно дете со аутистичен спектар, или еден наставник, или пак еден родител и дете. Тоа е тоа. Не случајно ја ставив оваа слика тука. Индивидуализираното програмирање, што опфаќа проценка и развој за индивидуализиран план, за третман, програми и учење, системи податоци кои се концентрираат на деловите на комуникација, учење на социјални вештини, вештини за играње на детето, вештини за сигурност, за лична нега и самопомош, и секако со АБА се подучуваат и сите оние вештини како да го подготвите детето во предучилишна возраст за да тргне на училиште и таму да биде што поприватено и да може да ги акцептира сите работи што се прават од него во основното образование. Тоа е интензивно 1 на 1, тоа е основата, кажав 1 на 1, сето друго ви импровизација. 1 на 3, тоа е импровизација. Еден терапевт, 3 деца, тоа е импровизација. Ако не можете 40, се сметат некаде 25-30 часа, дека е некој као минимум, за да имате одредени успеси и, како што кажав, покрај тоа во домот, некои од учењата на АБА се прават и во училницата. Обезбедено тренирањето и надзорот е обезбедено од професионалци кои што имаат АБА лиценца, која што за жал е многу скапа, околу $20,000, може би повеќе чини да се стекне со АБА лиценца како АБА терапевт. Тренирање на родителите и вклученост на родителите во третманот, охрабреност за партиципација и активно подржување, вклучувајќи периодични состаноци на родителите со тимот на терапевтите и секако заедничко планирање на програмата која што треба да ја работат дома со нивните деца. Родителите и стручњаците треба да документираат доколку постои напредок, а често имате напредок, и собирање на податоци за наставните цели на индивидуото со следење на прогресот. Сега ќе поставите прашање колку е ефективна АБА терапијата. Околу 50% се смета на децата со аутизам и оние со лесна интелектуална попреченост, на кои што им била спроведена оваа рана интервенција со АБА, постигнале нормален IQ и се едуцирале во редовни училници со минимална помош на образовен асистент. Значи 50%, не 100%. Знаете, во медицината 100% тешко можете да постигнете ефект од одреден третман. Сеопфатна ги учи сите вештини. Значи го учи детето како да седи, како да биде присутно со целиот дух, нели, во просторот, како да имитира, нели, рековме на почетокот, имитирањето е нарушено, како да следи одредени насоки во учењето, понатаму помага во јазикот, во социјалните вештини и вештините за самопомош, ви кажам. Цел и употреба на обработени податоци, фокус на објективните мерки и анализи на однесувањето, обезбедуваат тековно повратни информации за прогресот и за назадувањето. Зошто е АБА исто така ефективна, нели, покрај ова што го кажав, тоа се дека има емпириски нагласок, односно третманите се базирани врз научни принципи и процедури кои што се докажани со сериозни мета-анализи и истражување. Нивото на интензитетот, уште еднаш ќе повторам, најмалку 25 часа, најдобро е 40 часа неделно во текот на 3 години. Сега, дека анализираме малку по години, што во првата година на АБА третманот, треба да го редуцираме на соодветното однесување, да се учат на присуство, што значи присуство и да се учат на имитација, да се научат како да следат инструкции, како да зборуваат во кратки фрази, да се научат на одредени вештини на играње и секако вештини на самопомош. Тоа е основната. Првата година треба ова да го постигнете. Во втората година да се обидете да го проширите експресивниот вокабулар на детето, да се научат колку што е можно повеќе абстрактни концепти, иако ова е исклучително тешко за децата со аутизам, и проширен третман во група и места во средината или околина, во нивната околина. И третата година, тоа се веќе
учење на предучилишни за градинка и училишни вештини, подготовка за училиште, соодветни емоционални изразувања за одредени ситуации, ги подучуваме децата во третата година со АБА за обсервацијско учење и инструкции и другарства како да воспостават со невротипичните врсници. Сега, кои се трошоците? Сигурно ќе ве интересира. Па еден просечен животен трошок за дете со аутизам е преку 4 милиони долари до сад. Збориме, значи не за една година, туку животен трошок. Просечен трошок на рана интензивна АБА е 150.000 долари за 3 години. И од друга страна, не се само трошоци, да не сватат погрешно во држава, имаме и заштеди. Значи, просечни животни заштеди од АБА третманот во САД се помеѓу 1,6 и 2,7 милиони долари. Што сакам да кажам? Државата Америка заштедува помеѓу 1,6 до 2,7 што ја спроведува АБА, отколку да го остави детето со аутизам како билка. Ништо да не му прави. Значи, треба да даете за да заштедите некојаш. Значи, државата, ова е вистина, не ви правам драми тука, ова е вистина. Државата заштедува со тоа што ја спроведува АБА од 1,6, ова се студии, не сум мислам да го измислам ја. Ова се студии кои што постојат и можете да најдете. Сега, пак на моје поле, биомедицинските третмани, давање на одредени лекови, нутрициенси, суплементи, кои што и тоа како може да ја подобрат состојбата на мозокот и да го подготват детето за бихевиоралните третмани. Од лекови класични, тоа се давање на серотонински инхибитори на повторното образување или за докторите серотонин reuptake inhibitors. Антипсихотични лекови често се дава рисперидон, го имаме и во Македонија, да не им правам реклама, пошто не заслужиле, недалени денар за аутизмологијата во Македонија, на тие што го произведува, иако може да биде доста ефикасен рисперидонот, давање на витамини и минерали, секако нема да одам во детали, и интервенции со диета. Неколку збора за ефикасноста на рисперидонот во две двојно слепи и плацебо контролирани студии. Децата даве доста позитивни одговори, имало и возрастни лица, не само деца. Рисперидонот е антагонист и на серотонинот и на допаминот и доста ефикасен ако краткотрајно се употребува. Ги намалил бесот на детето, агресивноста и го намалил само повредувачкото однесување, можеби и најголемите проблеми што ги има едно дете. И тоа што е едно најдраматично што го семејството што го фрустрира. Исто така имал поволни ефекти врз повторувачкото однесување, врз сензорно-моторните однесувања на детето, врз одредени афективни реакции и секако дал рисперидонот позитивен ефект врз севкупните симптоми на нарушеното однесување. Од витамините и минералите, најчесто витамин B6 и B12 од групата на Б се даваат како витамински суплементи за поддршка на нервните клетки, на невроните. Витамин А доста е корисен за контактот со очите и нарушувањето, се смета дека периферното гледање е особено, тука имаме проблеми во периферното гледање и витаминот Д е исклучително корисен, витамин D3 активната форма во однесувањето и во созревање, општото созревање и на мозокот, а и на подобрување на имуниот систем. Витаминот С исто така во високи дози, до 2 грама дори во сад го даваат на ден, може да ја подобри клиничката слика, не да го излечи, пак ти кажам. Неколку ми извинете ако сум доседан, но не сакам некои родители погрешно да ме сватат. Секогаш сум бил искрен и отворен крајно со родителите и никогаш не сум и ветувал чуда во однос на третманите, така што да не очекуваат чуда, но од оваа терапија влошување до сега јас не сум сретнал, во литературата не сум сретнал влошување од витаминска, може во најлош случај да остане исто, но се пробува секогаш 3 до 4 месеци мора да се проба, а подобрување има во голем процент од случаите.
Глутен, тоа интервенции со диета, ако го исклучите, глутенот има подобрување врз одредени нарушени биохемиски и неврорегулаторни процеси. Од габите кандида албикас е најчестиот патоген, кој што треба да биде веднаш уништена, без двоумење, и со самото уништување се подобруваат сите бихевиорални и медицински проблеми кои што ги имаат децата со кандида албикас, се разбира. Понатаму, комплементарни пристапи, подобрување на комуникацијските вештини со музикотерапија, музикотерапијата и тоа како има благотворен ефект. Ја имав за Словенија едно предавање пред неколку години онлайн во пандемиските пред 2 години и сега планираме можда некој проект, така има заинтересиран еден професор од Лондон, па ќе видиме дали ќе направиме некоја студија за музикотерапија. Логопедската терапија исклучително е значајна во првите 7 години, да се обиде, секој логопед треба да се обиде, детето да прозборува. Тука може и карнозинот да помогне, L-карнозинот, благопријатно на центарот за говор. Арт-терапијата, терапија со цели улесни клиничко значајните придобивки и да го подобри интелектуалното, социјалното, емоционалното и адаптивното функционирање на лицата со аутизам и секако сето тоа уште во предучилишниот период, а понатака се разбира дека треба само да се продолжи со добрата работа. Како take home message, порака за дома, значи аутизмот се третира, постојат доста индивидуални разлики помеѓу децата и лицата со аутизам и уште еднаш подречам третман кој е ефикасен за едно дете може да има мала или никакво значење или корист кај некој друго дете со аутизам и затоа не треба да се поистоветуваат децата со аутизам, бидејќи секој е посебен свет сам за себе. Ова е литературата која што јас во последните години имам објавено. Това учебник е еден пријачник за подршка на социјални вештини и позитивно родителство, издаден со подршка последниот на УНИЦЕФ, другите се во издање на Филозофски факултетот, каде што доаѓа. За жал, ова веќе доста стара и веќе продадена, не оде во печат, но другите две можат да се најдат и обично сега мало ЕПП, ова оди како подарок кога ќе се купи оваа книга. Ето, тоа е, благодарам за вниманието, сега не Петер, 25, тоа е тоа. Јас сум Се извинувам, не претеравте. Него ми отворивте уште едно прашање околу глава, што пред 10 години евроидната влада заврши јавен текст на филозофски факултет, некои дружени и така натаму, ценачата беше голема, а буката беше недоволна. Значи, идната влада нека размислува и кога ќе се прават вакви, да речам, проекти, не само да се даде некое површно знаење и да се вземе пари од стручњаците кои имаат потреба повеќе знаење, туку да се види посериозно околу тоа, мора факулата. Јас после повеќе би рекла дека треба да се работи со претерапија. Сега, благодарам професоре. Благодарам вас за големата ваша концентрација, кој издвоивте толку време, ја сите внимателно го слушавте, следевте со голем интерес. Се надевам дека имаше интересно излагање нашиот професор. Се надевам дека ова нема да остане сега тука, продолжуваме понатака со нови трибини, со нови работници, доколку има интерес, доколку има, како да речем, поголема соработка, разбирање од повеќе институции, пошто гледам дека се дојдени од здравство, или од школство, или од образование, од полиција исто имаше. Исто морам да се заблагодарам на страничката од Кичево, која сама допатува тука. Исто на родителите од Битола, благодарам за поддршката, бидејќи сепак слушате тоа, а дојдовте да слушате. Најголема благодарност за професор доктор Дума, кој имаме заеднички почетоци, кој ме поддржуваше и кој исто така дојде од Скопје со Охрид. Ви благодарам на сите.
И сега сакаме да отвориме дискусија